Добро вечер. Ако сакате нешто да биде кажано, тогаш прашајте маж. Ако сакате нешто да биде направено, обратете се кај жена. Ова ќе го каже првата премиерка на Велика Британија, Маргарет Тачер. Вечерва сум во друштво на жени и не случајно е така. Вечерва отвараме една тема, учеството на жените во политиката и челичните дами во Македонија. Мои вечерашни соговорнички се две поранешни пратенички, Роза Топузова-Каревска. Добро вечер за вас. Добро вечер за вас и за вашите гледачи. И Христина Рунчева, поранешна пратеничка во парламентарниот состав во 2014 чинам. 2008, 2011, 2013, 2014. Добро вечер и од мене и навистина интересна тема и предизвик за да се дискутира вечерва. Благодарам за поканата. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што вечерва ќе отвориме едно прашање кое чинам се говори, да, особено невладините организации го отвараат ова прашање за учеството на жената во политиката, но во медиумите чинам послабо се организираат дебати и анализи на оваа тема. Во Македонија во владата во моментов имаме 3 министерки, ќе почнам со оние статистички бројки, а од 85 градоначалници 4 се жени. Последниот собраниски состав имавме 42 представнички на понежниот пол. Ова е добра бројка, чинам. Според ова, застапеноста на жените на одлучувачки позиции е занемарлива, барем според овие бројки. Може ли да се промени сликата во Македонија? Па, секако дека се може да се промени, се е минливо и менливо, ништо не е постојано и ништо не е нели како што е дадено да биде вечно. И меѓутоа, ова што го кажавте, единствено може би во парламентот и советите тука би ги спомнала на локалната самоуправа, жените се застапени со една бројка која што можам да кажам дека сепак заслужува респект. Меѓутоа, за жал, ако погледнеме извршната власт, не само сега, еве да се вратиме од периодот на осамостојувањето па до денес, и локалната самоуправа, ќе видиме дека на првото место, градоначалнички, секогаш сме имале многу малку жени и тоа најчесто се случувало да бидат на некои од помалите општини. Овој пат имаме на Тетово и општина Кисела Вода и уште на две помали општини, што сепак е многу малку во однос на 85 општини во Република Македонија. Значи, тој број дури не вреди да се дискутира и да се каже дека имаме жени градоначалнички, мислам како бројка занемарувачка. Исто така и во извршната власт, јас реков од осамостојувањето до сега, никогаш повеќе од 3 жени не биле во ист период на извршна функција, односно на првата, на министерската функција. Во овој момент имаме 3 и тоа поради оваа ситуација која што сега настана. Според мене тоа е многу малку. Значи, многу малку и навистина треба да се работи за подигање на свеста пред се и секако и самите жени да работат на својот квалитет како политичарки за да се стекне доверба пред се кај граѓаните дека тие можат успешно да ги обавуваат овие функции. И оние кои што се со своето однесување да покажат дека навистина жените можат да се носат со мажите, дури во одредени сегменти да бидат подобри од нив. Уште би се задржала само на парламентот, ако ги погледнеме составите до пред воведувањето на квотите, ќе забележивме иста слика. Значи, или малтене не многу различна од она што имаме во извршната... Процентуално мали бројки. Да, многу мали бројки. Квотите за прв пат се воведоа во 2002 година и тоа се воведоа на тоа да бидат 30% жени, но без разлика каде би биле тие на листата, воопшто на целата листа, и тогаш пак мажите кои што се доминантни во политиката, особено ние немаме и лидер на поголема политичка партија жена во, значи долго време сме немали, ако сме имале тоа било многу малку.
Мажите исто така, значи тука ги надмудрија таа квота и ги ставија жените над 10-тото место, онаму многу помалку до 10-тото и повеќе над 10-тото, и така да во парламентот имавме малку поголема застапеност од 2002, за разлика претходно кога имало 4 до 5 жени во целокупниот, во просек во целокупниот состав, но се уште малку. Од 2006 веќе со изборниот законник промените кои што важат и денеска, значи од трите места да биде еден од помалку застапениот пол, кај нас кој ќе се каже тоа се подразбира жена, и значи од 3 места едно да на листата на едно да припадна на жената, и така се дојде до една бројка која што вие ја споменавте, 42. Според мене бројка која што реков заслужува респект. И би сакала тука да отворам и друга тема, мислам има време, значи околу квотите и што тоа значат и како се дојде до тие квоти, но да не го зорпирам во овој момент целото време. Само ќе напоменам дека јас во принцип не сум за квоти, но повеќе сум за квалитет, а не за квантитет. Но верувајте, кај нас имаше неопходно потреба да се направи тоа, затоа што ви кажав, 4-5 жени во парламентот од 120 пратеници, мора да признаеме дека тоа е многу малку. Јас верувам дека во Македонија има многу жени кои што се подготвени да одговорат на предизвиците во политиката, кои што може да дадат значаен придонес на политичката сцена, меѓутоа многу често се ставани на страна од своите колеги мажите, кои што се уште доминантни во политиката во Македонија. Така, Рунчева, и вие чинам ќе се согласите во однос на квотите? Па да, знаете како, битката и во законодавниот дом, и во извршната власт, и во судската власт е секогаш нели за распределба на расположливите ресурси, во овој случај моќта. Сега кога е веќе битка за моќ, тогаш и жените го бараат своето место. Како што покажува историјата на самостојна независна Македонија, бројот на жените во првите години од осамостојувањето е исклучително мал. Што значи дека тоа е индикатор дека самата демократија не е зрела за да ги вклучи жените и потребен е некаков механизам, некаква алатка, во овој случај афирмативна мерка како што се превзема, или јас би рекла позитивна дискриминација на жените, вметнувањето на квотите за присуство во законодавниот дом. И дадоа ефект, значи реално гледано во моментот статистиката вели дека според Интерпарламентарната унија Република Македонија е некаде на 33-тото место, што е исклучително добро место, значи ако се земе предвид дека се работи за светско рангирање. Меѓутоа тоа се само бројки во однос на законодавната власт. Ако зборуваме за извршната, може да видиме дека имаме многу помало присуство на жени. Исто така и во однос на советите на општините, присутни се жените заради квотите пред се, но како градоначалници гледаме исклучително мал број на жени. Прашањето е сега зошто ни се потребни квотите. И дали ни се потребни? И дали ни се потребни. Мене ако ме прашувате, јас сум повеќе за тоа да се изберат жени кои што се квалитетни и кои што заслужено би ја добиле позицијата врз основа на личните квалитети кои што ги поседуваат, а не заради тоа што треба да пополнат бројки со квоти. Меѓутоа, во демократски општества, каде што гледате дека првичните одредби, кои што беа законски предвидени, дека 30% да бидат жени присутни на листа, а го немаме така наречениот ЗИП или патент систем, во кој што во секој 3 кандидатки или сега 40% жени според договорот од Пржино, измените во изборниот законник, нагласуваат уште поголема застапеност на жените. Иако би рекла не еднаква, затоа што кога би биле еднакви би биле 50-50, иако законот е навистина коректен и вели дека помалку застапениот пол треба да биде присутен во тие 30 или 40%, сепак ваквите гарантирани места го даваат позитивниот ефект да имаме поголемо присуство на жените. Но јас сум на таа позиција дека потребно е време за самата демократска култура да прифати каде е местото на жената, да ја гледаат жената не само во кујна и со своите деца,
За жал се уште во некои книги, во учебници може да се види како жената готви, а мажот чита весник, туку едноставно да се урнат некои стереотипи со текот на времето за потоа да може да се исфрлат и квотите и да биде многу природно жените да бидат дел од активниот политички живот, како што тоа е својствено за скандинавските земји, каде што статистиките се навистина многу поволни во однос на жените во сите гранки на власта и кои што се исклучително многу застапени. Но веројатно ќе биде потребно време за квотите да ги доживееме како една нормална карактеристика на домашниот политички систем, а потоа и да имаме позитивен став за тоа дека жените заслужено ги добиваат местата. И само би сакала да додадам дека овие квоти кои што ги имаме во моментот, мислам дека успеа да извадат на површина жени кои што вистински се активни, кои што работат на терен, кои што се борат за правата на жените и ги застапуваат. Она што велите вие, ако сакате нешто да биде направено, прашајте жена. Вистински жените се покажаа дека можат тоа да го сторат и да исполнуваат и да реализираат и да бидат активни, но треба да им се даде простор. И навистина дадоа позитивни ефекти во однос на афирмација на жени за кои што можеби доколку не постоја квотите, не би имале можност да дознаеме, да ги видиме на политичката сцена во Република Македонија. Има ли Македонија цинични жени во политиката? Дали на македонските политичарки им се суди по делата или пак по високите штикли? Секако дека поголемиот дел и од народот, од граѓаните, ценат според делата. Сигурно дека има еден мал дел и според други карактеристики кои што ги оценуваат политичарките, меѓутоа мислам дека тоа е незначителен дел. Нашиот народ веќе после долги години на парламентарна демократија, еден поинаков систем со отвореноста на собранискиот канал кој што зрачи кон на медиумот на јавниот сервис, веќе почна граѓаните да ствараат слика за жената и незините квалитети во политиката. Сега пак говорам за парламентот, нели сепак јас кога ќе говорам за жената во политиката, најмногу ќе го користам парламентот затоа што доаѓам и од таму, бев 4 мандати и добро ја познавам ситуацијата. Значи ги ценам според тоа како пристапуваат тие кон своите обврски во парламентот, тоа е прва работа, значи колку ги читаат законите, колку ги следат, колку активно учествуваат и даваат амандмани кои што се издржани во интерес на граѓаните, и втората работа колку тие се на терен и колку соработуваат со граѓаните, колку успеале да решат нивни проблеми поединачни или на одредена група, значи која што засега за мене секогаш било поголем приоритет покрај тоа некому поединачно да му се помогне да се реши проблем кој што засега е една група, една категорија на луѓе. За челични дами, жени во политиката во Македонија мислам дека се уште не се говори, треба да се покаже еден поинаков сенс и пристап кон политиката, за да може да и се оддаде дури такво признание на било која жена, но сепак морам да кажам дека ни се случува да професии кои што во политиката говорам, по некоја можеби логика биле машки, да на тие места се најдат и жени. Имавме 2 случаи во Министерството за внатрешни работи, каде што во 98 година беше доста Димовска и потоа во еден подолг период од 2006 година Гордана Јанкуловска. Значи, сепак велам, значи се укажува некоја доверба дека и жени би можеле да водат едни такви ресори. Сигурно дека многу брзо ќе видиме и жена министер за одбрана, ако
што би било и логично, зошто да не. Може ли жена председател да очекува? Но тука сега сакав да дојдам до тоа, точно тоа ми беше зборот, но сепак тоа првите позиции во државата, првите, значи председател на собранието, председател на влада, премиер, значи председател на држава, за жал се уште немаме жена. Се уште не сме имале, ниту пак се говори дека може да на таа функција да се најде жена. И мислам дека после од 90-та година до сега, по толку многу години, треба да се размислува дека и тие функции можат да припаднат на жена, не само за тоа што е жена, но како што кажа и колешката, квотите дадоја можност да пред јавноста се покаже дека ние имаме жени кои што се одговорни, знаат да носат правилни одлуки, работливи и кои што можат да ги исполнуваат и овие обврски еднакво како и мажите, дури во некои ситуации и подобро од некои мажи, значи од некои мажи. И затоа велам, јас би била многу задоволна кога на една од првите позиции ќе се најде жена, особено на премиерската или дури председателската функција. И се разбира, би била исто многу среќна кога таа жена би покажала дека жените умеат и можат да ги обавуваат успешно тие функции. И само уште една забелешка на колешката околу квотите. Јас се сложувам со нези, јас не сум за квоти, значи во начинот на размислувањето, јас доаѓам од либерално-демократската партија, во либералната демократија и не се размислува за квоти, малку поинаку се поставуваат нештата, и бев многу скептична околу тоа. Но кога се соочивме околу онај ЗИП систем, кога требаше да се спроведе во пракса, она што се случи на политичката сцена тогаш во Македонија, ми даде, сосема го смени мојот начин на размислување. Сите лидери на политичките партии се обединија без разлика на нивната определба. Жените да бидат во втората половина на листата. Да, и за да не дојде, да не успее тој ЗИП систем, и сега во собранието се случуваат цели драми, и ако не застанеа скоро сите жени од политичките партии, кои што па исто така се обединивме во тој момент, да, исто со помош и на невладиниот сектор. Во тој момент помогна многу и Националниот демократски институт, женското лоби и други застанаа зад нас, и тоа беше една битка која што се водеше месец дена, и на самата пленарна седница многу малку фалеше да не помине законот онаков каков што е, и на самата пленарна седница, некај сите, но кај определен дел на колеги, мажи, предизвика страшен револт, имаше бурни реакции, напуштање на седницата, тропање со вратите и така. Значи, тогаш сватив дека може би единствен начин се и тие квоти кои што инако принципиелно не сум за квоти, но се надевам дека многу брзо ќе имаме истата, дури и поголема застапеност, дури и без тие квоти. Еве слушнавме како било, се оддалечуваме ли од оние традиционални правила балканските земји, дали ги именуваат традиционалните правила, како што се оддалечуваме од она минато на војни и се приближуваме кон Европската унија? Па знаете како, на Балканот последните години има преседани во однос на улогата на жените, посебно на носечки позиции, и она што претходно го отворивте како дебата, дали може во македонската политика да зборуваме за челични дами или воопшто во регионот, може да зборувате само под услов доколку на жената е дадена одлучувачка позиција. Значи, тогаш може да пресудите дали се работи за челична дама или не, во спротивно доколку ја нема моќта за одлучување, посебно во клучни моменти, тогаш веќе не можеме да зборуваме за профил на челични дами. Балканот некако се чини дека почна постепено да се менуваат нештата, особено после Косово, кој што добија председателка за жена. Во Словенија имаше исто така едногодишен мандат на жена председател, иако знам дека беше многу критикувана
во однос на стереотипите не би рекла дека замина од Балканскиот полуостров, од овие простори, затоа што уште веднаш по нејзиното назначување се сеќавам во Словенија дека имаше твит кој што гласеше дека нејзиниот мандат ќе биде толку долг колку и нејзиното здолниште. Знаете, навредите кои што се поврзани, говорот на омраза, посебно од машкиот пол кој што доаѓа во таа насока, не е баш пријатен. Иако жените се на носечки позиции, имаат одлучувачки позиции, тоа не значи дека се сменети позициите на мажите во однос на критиките кои што ги упатуваат. Но истовремено се поставува едно друго прашање кое што е интересно, е тоа дали секогаш жените гласаат за жени или гласаат против жени. Мислам дека беше една од темите сега која што беше отворена за време на американската кампања за избор на председател, додека Хилари ја биеше битката со Трамп. И знам дека после нејзиниот пораз беа правени многу статистики зошто ги загуби изборите, кога анкетите веќе дава високи рейтинзи и беа во полза на Хилари. Меѓутоа, ако видите во однос на тоа каква е структурата на гласачкото тело, ќе видите дека има многу преседани кои што се случија во однос на профилот на типичен американски гласач кој што се очекуваше. Меѓу другото, една од заблудите беше дека жените ќе гласаат за жена, меѓутоа статистиките покажаа дека 53% од жените гласале за Трамп. Што всушност дава еден поинаков индикатор дека не секогаш жените гласаат за жени без оглед на тоа дали се работи за домашна политика или меѓународна политика. Не можете секогаш да се потпрете на очекувањата кои што ги имате. Воедно и гласовите кои што Трамп ги очекуваше, видовме дека некаде го изневерија, но некаде доби повеќе гласови, да не испуштиме тука улогата на младите кои што, да речеме, беа генерално многу расположени да го поддржат Берни Сандерс во текот на кампањата, меѓутоа по завршувањето на неуспешниот обид во рамките на демократите да биде номиниран, се повлекоа и гледаме дека и од младата женска популација, дури бидејќи го изгубија својот кандидат за кој што беше фаворит, некако ги повлекоа своите гласови да не ги упатат нити кон Хилари, нити кон Трамп, значи блага абстиненција на младите гласачи. Така што, ако зборуваме за менување на стереотипите, мислам дека тоа е еден процес кој што долго време се одвива, кој што многу тешко оди, но постојано треба да се работи на подигнување на свеста, посебно на Балканот, овде каде што веќе имаме жени на носечки позиции кои што биле извесен период или се уште се, но поактивната работа и можноста жените да имаат одлучувачки позиции дава за право граѓаните да ценат во кој правец води политиката на жените. Обично жените секогаш се почувствителни за одредени прашања кои што нив ги засегаат и се поактивни во однос на прашања како што се поврзани со социјала, образование, здравство. Посебно може би заради улогата што се мајки, што го одгледуваат семејства, имаат дополнителни обврски, да речеме, околу домот и семејството. Меѓутоа, тоа не значи дека жените се помалку квалитетни да дебатираат и во теми како што се економија, бизнис и останати теми кои што традиционално овде се водат како машки теми. Така. Би сакала околу Хилари и Клинтон да прокоментираме со оглед на тоа што нели Меркел важи за најмоćна жена во Европа, по Маргарет Тачер во Британија доаѓа Тереза Меј на премиерската функција. Две жени имаме во Европа на клучни позиции. Хилари Клинтон имаше можност, но не ја искористи, дали за тоа што е жена или сепак во прашање се квалитетите? Значи, јас ќе се земам за право после одговорот нова малку и за нашето традиционално семејство и за нашата жена тука да споменам, да се надоврзам на почитуваната колешка. Значи, Хилари Клинтон, сметам дека прво беше сега, кога ќе заврши сесите, нали, по војната генерали, но и уште тогаш го имав истото мислење дека не беше баш најдобриот избор кој што можеа да го направат внатре во незината партија. Еве и колешката спомена дека дури и внатрешна поделеност, особено кај младите. Младите се најбитна таргет група, една најбитна категорија која што одлучува. Значи, од тој аспект не беше најсреќниот избор направен. Освен тоа, таа веќе еднаш беше во Белата куќа. Во тој момент во Белата куќа се случуваја многу афери, многу потреси.
Не навлегувам чија беше одговорноста, но едноставно се случуваат такви работи кои што знаеме дека во човековата природа повеќе се помнат лошите работи отколку добрите. Значи не остана впечатливо нешто за незе од тој период. Потоа беше исто во кабинетот на Клинтон, на Обама се извинувам, на многу одговорна функција. И тука, значи, немаше некоја работа која што еве вака ќе остане многу запомнета. Сигурно може би толку и биле и можностите, но велам дека ако се земат сите тие работи во предвид, може би и други околности, се наметна во кампањата прашањето за незината болест, кој што исто американците се чувствителни и на тие прашања. И логично е кога ќе избираат, сакаат да изберат човек кој што може да ја води државата, кој што е во полна сила, да не дојде многу брзо до други избори. Многу работи се собраја, кои што не одат во прилог на Хилари. Ако ги исклучиме, оние сите други сега што се спомнуваат на работ на теориите на заговор, кој што сметам дека има и дел вистина од тоа, се знае како тоа функционира во тие моćни држави, која има моќта и кој управува, но ако ги исклучиме тие работи, сега мислам не е тема тоа, може би тука беше не најдобриот избор, а за волја на вистината се наметнуваше едно размислување дека Америка немала жена председател и тоа еве сега ќе гласаат за председател. Претходно Обама покажа американците дека можат да имаат и полиберални ставови, поинаку да одбираат и како поаѓајќи по некој клуч се очекуваше дека ќе биде можеби Хилари, но се случи изненадување. Мислам дека најголем број во светот, значи не само во Америка, луѓето беа изненадени, но за повеќе не би можела да говорам за незините квалитети, односно неквалитети. Знаете, сепак во еден даден момент сите аспекти се собираат, се прави една целина и на крај тогаш се одлучува народот за кој ќе гласа. И само збор два околу нашето традиционално семејство, значи Македонија долги години и векови го имала тоа традиционално семејство. Ние не сме земја која што има некоја традиција на поинаков начин на функционирање и секако мажите биле тие кои што имале онаа функција да обезбедат средства за живот, но жената имала и тогаш исклучиво важна функција. Таа зашто зборувам дека не само за здравството, туку напротив и за економијата, жената се грижела како ќе се распоредат парите, семејниот буџет, како ќе функционира тоа. И сепак била на еден начин и покрај тоа што се мислело дека мажот е столб на семејството, но вистинскиот столб кој што го држал тоа традиционално многу детно тогаш семејство била жената. Мажот повеќе бил надвор од семејството и можеби од тука доаѓаат и стереотипите дека на жената е местото дома или пак дека исклучиво може долго време кај нас да се бави со професии кои што се женски. Долго време кај нас кога ќе се прашаа малите деца што ќе бидеш, малите девојчиња, веле учителка или докторка. Значи тоа беа професии кои што се поврзуваа со жените. Сега не можам да кажам дека нешто многу е подобро, затоа што пак најголем број на девојчиња за жал сакаат да бидат дел од естрадата, што мора да размислиме во воспитувањето малку, но на младите поколенија, но тоа е веќе друга тема за дебата. Значи, традиционалното семејство, начинот на функционирање оставил траги и на денешните збиднувања, но мислам дека
тие стереотипи, ако си има добра волја, можат и да се надминат, а секако дека и самите жени можат многу да дадат придонес со своето однесување, како тоа да се надмине во иднина. Само би сакала нешто кратко да додадам како коментар во однос на она прашање кое што се поставуваше дали Хилари ги изгуби изборите заради тоа што е жена. Мојот личен впечаток е после изборите во Америка дека многу повеќе беа граѓаните заинтересирани за економски прашања, за вработување, отколку за родово сензитивни прашања или родова политика, или пак да го пробијат и тој стереотип дека може да имаат жена за председател. Така што, веројатно, родовите прашања и не се на врвот на агендата, дури и на многу позрели демократи. Се чини дека економската состојба и вработните места се еден од клучните приоритети и за демократиите, што велам, што се во процес на созревање, но и на вистина зрели демократии како што е американското општество. А кога сме кај традиционалните општества, би сакала да прочитам една изјава на косовската политичарка Влора Читаку. Ќе рече: во политиката со која доминираат мажи е многу тешко. Според нејзините зборови се уште важат старите стереотипи и се поставуваат разни прашања. Прво, кога ги поставувале прашањата, вели секогаш ме прашуваат дали сум што мисли мојот татко за тоа што патувам сама во друштво на мажи. А во Словенија, набрзо го споменавте тој пример, јас сум го забележала тој пример, дека набрзо откако беше избрана Братуштек, нејзините политички противници на Твитер напиша нејзиниот мандат ќе биде долг колку што е долгоздолништето, а таа ќе одговори: судете по моите дела, а не по должината на нашите здолништа. Сега би се навратила повторно на македонскиот парламент, таму имавме можност да ги гледаме жените политичарки. Знаевте, особено вие, да заражете од собраниската говорница. Сме имале примери на жени кога застанувале на собраниската говорница, имале моќни говори. Но колку се слуша гласот на македонската жена политичар и кој е помоќен кога ќе излезе на собраниската говорница? Дали е жената или мажот? Чив говор е помоќен? Значи, што се однесува до парламентот, сепак тоа е навистина еден вид на место кое што се одлучува, но се одлучува колективно. Значи, еден глас апсолутно ништо не значи таму. И говорам за оној говор на говорница кога излегувате. Да, но тоа и ќе кажев, нели, во секој случај во овој долгогодишно престој во парламентот сум слушнала многу моќни говори и на колешки од парламентот и на колеги. Морам да бидам искрена, тука не би правила некоја разлика, а околу наметнување на став или мислење е многу тешко. Знаете, јас последниот мој говор на последната седница пред распуштањето на парламентот од овој мандат, кажав дека би била многу среќна кога работите генерално би се смениле во функционирањето на парламентот. И тој би станал вистински храм на демократијата, не само формално да го кажуваме. И што тоа подразбира? Кога пратениците ќе бидат повеќе свртени кон граѓаните и повеќе ќе ги слушаат и ќе ги слушаат граѓаните и ќе работат во нивни интерес, а помалку во интерес на партиските лидери. Значи, сигурно дека генералната програма која што има една партија мора да се реализира, а добила на изборите, треба да се реализира и во парламентот. Тоа да не можеме да го исклучиме. Но работите, како што кажавме на почеток, се менуваат, не се константа, не е така зацртано и ништо да не може. Праксата покажува дека некои закони можеби треба малку поинаку да се изменат и да бидат повеќе допринос да дадат за граѓаните, повеќе бенефит да им донесат и така натаму, но тука исклучиво, значи, се гласа партиски. Затоа велам, дали жена или маж, се уште нашиот парламент треба да нема претрпено значајни промени и би била најсреќна кога некој амандман или закон од опозицијата парламентарното мнозинство би го прифатило. Значи, во најголем број се отфрлаат, многу ретко имаме, значи, за некои амандмани. Јас немам најлошо искуство, со некои од министрите имам
добро искуство. Тука би ја споменала и министерката за информатичко општество. И тоа пак, гледате, сега споменувам жени, не тенденциозно, но така се случило. Или Елизабета Камчевска, со која што можело да се разговара за зборувам за законите, нели? Секако не она што е генерална политика на власта, но на одредени закони да се подобрат со амандмани. Значи, би било добро кога парламентарното мнозинство ќе прифати некоја добра идеја на опозицијата и обратно, реков, би била најсреќна кога би слушнала, јас не слушнав во 4 години да стане некој пратеник од опозицијата и да каже да, овој закон што го предлагате, навистина, во одреден дел ќе го подобри животот на граѓаните. Апсолутно се сведува на негирање на едните и другите. Оштрината на говорот, ако е подкрепена со аргументи, нели го споменавте тоа наидува на позитивно се прима кај народот, а ние сепак во парламентот работи, мислам, партиите се насочени кон изборите, или ќе се добие на избори, или ќе се изгуби. Целта е изборите. Значи, доаѓа, се восприема позитивно, но доколку тоа не е подкрепено со аргументи, тоа се само лични навреди, тоа се упатени зборови на омраза едни кон други, мислам дека нашиот народ веќе тоа не го оправдува, дури и се чувствува сит. Тука би ја споменала и улогата на медиумите. Одредени медиуми, значи, може денеска на денешната дебата да одредени пратеници, без разлика мажи или жени, ајде кога сме кај жените, да кажат некоја многу умна работа, некоја работа која што навистина заслужува внимание, но таа не се пренесува во медиумите. Се пренесува што се поинтересни оние кога пратениците се караат, кога се караат, навредуваат, Тоа е општа тенденција кон сензационализам од страна на медиумите. Мислам, тоа е нешто што е непобитно. Тоа е точно и вие нормално работите за гледаност, тоа е точно. Но, токму поради тоа, собранискиот канал, и јас секогаш се залагав, и јавниот сервис треба да бидат тие кои што, не зборувам комерцијалните, спомена и колешката, нормално, сензационалноста е кај нив има многу важна улога. Но јавниот сервис и собранискиот канал треба да бидат што е можно по отворени кон граѓаните, да имаат емисии кои што ќе го привлечат нивното внимание, но и доволно простор за да се слушнат и различните мислења искажани на пленарната седница, комисиите и така натаму. Така. Тука ќе одиме со еден блок реклами, веднаш се враќаме во студиото. Предпоставувам Рунчева има коментар на ова за тоа каква е улогата на жените во македонскиот парламент и колку се моќни нивните говори. Почитувани, останете тука, се враќаме за кратко назад. Почитувани, повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Друштво во студиото ми прават две дами со кои отворивме една, според мене, значајна тема во општеството, учеството на жените во политиката. Мои соговорнички се двете поранешни пратенички, Роза Топузова-Каревска и Христина Рунчева-Тасев. Рунчева, може само малку да ви поправам, јас сум се уште актуелен пратеник до верификација на мандатот на следните пратеници. Аз се надевам дека овај пат ќе имаме верификација и тука веќе ќе заврши целата ова политичка. Јас го напуштив законодавниот дом во 2014, така што сега сум доцент на правниот факултет Јустинијан први. Така, Рунчева, говоревме со пратеничката Топузова-Каревска за моќта на говорите на македонските жени во парламентот. Кој според вас има помоќни говори? Споменав дека сме виделе жени како ржат буквално од собраниската говорница, кои навистина звучеле моќно. Но како се примаат пораките од страна на граѓаните? Кои пораки се помоќни? Знаете како, придавам риторика за моите студенти по новинарство и ова е едно од прашањата кое што веројатно често го поставуваме, како да се има моќен говор. А за среќа и институцијата во која работам секоја година е домаќин на ораторски вечери, па токму и тоа е една прилика како да едуцирате млади кадри кои што имаат афинитети кон убавото говорење или риториката. Квинтилијан рекол дека само добриот човек може да биде добар говорник.
И јас сум убедена во тоа дека најдобрите говори произлегуваат тогаш кога вистински сте уверени во она што го изнесувате на сцена, односно она што го зборувате. Она што произлегува од вас, она во што верувате, а ако се кореспондира со вредностите кои ги имате, кои ги застапувате, знам дека многу подобро ќе го изнесете на сцена и тоа секогаш се чувствувало и во законодавниот дом. Веројатно, ако гледаме историски плејада на говори, најмоćните говори доаѓаат не оние кои што се напишани или се читаат, или ако видите дури славниот говор на Мартин Лутер Кинг кој што започнува со читање и гледате дека после 10 минути од говорот го трга настрана листот и кога почнува говорот кој што доаѓа од срце, она во што верува, оние идеали кои што ги застапува, тогаш се чувствува вибрацијата од масата, односно повратната реакција. Во законодавниот дом не можете да ја почувствувате таа реакција затоа што веројатно тоа е ограничено само од колегите кои што се таму, но на добрите говори сите сме имале реакции, се чувствуваат бидејќи подкреваат емоции. Не можам да направам разлика, да кажам дали мажите или жените се подобри говорници или ќе бидат подобри говорници, тоа е индивидуално според мене. Сепак мислам дека е спој и на реторички вештини и на лична способност, меѓутоа и она што реков дека најмоćните говори излегуваат тогаш кога го браните она во што верувате. Колку е важна позицијата? Дали доаѓате од парламентарното мнозинство или од опозицијата, или сепак настапувате индивидуално, како што имавме случај во овој парламентарен состав, кога три пратенички буквално ја напаѓа и опозицијата и власта, кога имаше добри законски решенија, застануваа позади тие законски решенија. Така, исклучително е важна позицијата, особено кога сте дел од владеачкото мнозинство, вие сте тие кои што предлагате и според мене секогаш треба да постои отвореност во однос на тоа да се погледнат амандманите кои што доаѓаат од опозицијата и доколку се прифатливи, доколку има нешто што на вистински квалитетно ќе го подобри законот, тогаш зошто да не. И мислам дека сум била сведок на голем број на ситуации кога како владеачко мнозинство сме прифатиле дел од оние амандмани кои што биле конструктивни, но истовремено ви даваат и можност да го браните она што вие го предлагате. Јас би рекла дека улогата на опозиција е многу дава поголем простор да може да критикувате, да давате предлози, иако кај нас мора да кажам дека често се злоупотребува улогата само да се критикува, да се плука по она што веќе се предлага. Не можам да кажам дека сите закони се лоши, кај некој секако дека требало доработка, корекции, тоа и се правело во амандманската расправа, но секогаш сум за тоа да се критикува, но не само да се критикува и да се даде добар предлог, а она што е добро да се пофали. Според мене само така може да изградиме здраво демократско општество. Во спротивно, доколку ги критикувате сите предлози, не може сите да бидат така црни и сите така лошо срочени. Мора да дадете и позитивно светло на она што се носи, односно што се предлага. Господјо Топузова-Каревска, ќе се согласите ли вие со тоа дека позицијата од која што доаѓате има голема улога во говорот и во вашите одлуки? Секако, апсолутно дека е така, но морам да кажам дека и јас и во претходните мандати, со оглед дека доаѓав од Либерално-демократската партија, која што иако беше во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа по многу прашања имавме и различни ставови и можевме слободно да си го искажеме своето мислење, а сепак внатре партиски што се однесува барем до пратеничката група, имавме големо ниво на демократија, секој можеше да го брани она што го мисли, што мисли дека е исправно. А тоа е она што го говореше и колешката. Ако веруваш во тоа, без разлика дали браниш или напаѓаш, тогаш имаш добар говор, тогаш си уверлив, тогаш е многу лесно и тебе ти е многу лесно. Многу е тешко ако си од страна на парламентарното мнозинство и да браниш нешто кое што и ти знаеш дека не е баш одбранливо или можеби не се сложуваш со тоа, но ете е дел од некоја генерална политика и тогаш говорот е усилен, а нашиот народ веќе ја препознава искреноста, тоа сакав да кажам. Значи, после толку години на парламентарна демократија, народот ја препознава искреноста во говорот. Веќе не ги сака оние говори од социјализмот, полни со
фрази, нели повторување на истите работи и така натаму, но она што навистина излегува од душата. Исто така и во опозиција. Ако ти си убеден во тоа што го кажуваш, дека таа критика не е само критика заради критика, туку напротив е со една единствена цел. Тоа е нашата цел како пратеници, да им помогнеме на народот, да настојуваме да се променат нештата, тогаш имаш моќ, тогаш и народот така те доживува. И колку да оштрицата на говорот, значи не е во навредите, оштрината на говорот е во тоа колку кажуваш работи кои што се прво во согласност со твоите ставови и размислувања и колку кажуваш работи кои што народот препознава дека говориш во нивен интерес. Значи, тоа е моќта на говорот во парламентот и секако со жалење морам да констатирам дека очекував секој нареден парламент да има се подобри и подобри пратеници, без разлика дали се мажи или жени, се повеќе аргументирани дискусии, се повеќе искрени дискусии во кои што се верува, но за жал не се движи баш така по една нагорна линија. Може би имаме некогаш нагорна линија, па една стагнација, па малку надолу, па пак нагоре. Добро би било, значи, заради државата, заради парламентарната демократија, да имаме една нагорна линија во квалитетот на пратениците. На овие избори ќе се бие повторно машка битка. Чинам, листите ги погледнавме, ги видовме и од опозицијата, и од владеачката партија, и од албанските партии. Запазена е нели онаа квота, меѓутоа повторно мажите се тие кои што доминираат. Како ги коментирате вие, дали може после 11 декември, после изборите, овие предвремени парламентарни избори, на површина да се исфрли една челична дама во Македонија? Може ли да очекуваме една дама да добие клучна функција? Видете, рано е сега за прогнози, меѓутоа моите лични очекувања се дека жените сепак ќе ги гледаме како најзастапени во законодавниот дом. Извршната власт останува потоа да се конституира, меѓутоа искуствата достега покажуваат дека присуството на жените во извршна власт, каде што се носат и главните одлуки, е околу 10%, што е исклучително малку. Но ќе оставиме да видиме каков ќе биде исходот, се разбира, од изборите. Ви кажав, тоа се моите очекувања, дека генерално законодавниот дом верувам дека ќе биде полн со жени кои што ќе ги застапуваат интересите на граѓаните, особено поради законските гаранции кои што постојат и дополнителни гаранции, нели во случај на повлекување на жена од листа, имаме и дополнително јакнење на таквиот механизам, дека следниот кој што влегува во законодавниот дом е наредната жена од листа, што значи се направени сите механизми за да се гарантираат позициите на жените во законодавниот дом. Меѓутоа, според мене е клучно колку жените се подготвени да бидат на одговорни позиции каде што се носат одлуки. Често знаме дека жените и самостојно одбегнуваат да бидат на вакви позиции, немајќи доволно време, доволно можности, посветеност на домот, на семејството. И од тука мислам дека треба да се работи малку повеќе на јакнење на свеста кај жените, но истовремено и обезбедување услови за да можете вие да имате и кариера, меѓутоа да бидете и семејно реализирани. И тука е веќе најголемиот проблем во одржувањето на балансот на обврските кај жената. Заради тоа сметам дека треба да се работи малку повеќе на јакнење на овој тип на политики и мотивирање на жената, рушење на стереотипите. Се уште гледаме дека според изјавите кога жена е на носечка позиција, критиките се упатени кон неа и некако фокусот е секогаш како да се сузбие она што жената го прави. Околу ова јас не сум значи оптимист, гледајќи ги листите и имајќи во предвид целокупната политичка ситуација, а и следејќи ја во изминатиот период од 90-тите години наваму, не очекувам некој радикален исчекор, дека баш сега ќе имаме премиер за жена, значи тоа не го очекувам. Но мислам дека би било добро ако на следните председателски избори, од тука значи велам многу е тешко да се почне. Меѓутоа говорам за оние сектори, клучни сектори, министерства кои се клучни во државата. Дали можеме да очекуваме еве повторно министер за внатрешни работи жена
Или Тоа не е спорно, тоа не е толку спорно. Значи сме имали министер на надводешни работи, ако го сметаме еден од клучните сектори, тоа не е спорно, но јас говорам нели баш за онаа прва позиција. И затоа повеќе очекувам можеби жена председател, затоа што кај нас не председателската функција е со помал број на одговорности, повеќе протоколарна, значи не е толку многу, не бара. Секако дека и таму се носат одлуки, но не толку многу како што е во извршната власт. И затоа, викам, ако веќе би сакале да направиме некој исчекор, би била и среќна кога на следните председателски избори би имале и жена председател, а во секој случај, што се однесува до министерските позиции, тука единствено би можеле да говориме не толку само за клучните места, туку и она што го спомена колешката, 10% на вистина е многу малку. А истото го очекувам и со локалните избори. Еве, тие ни се на прагот. Значи, ајде да ги оставиме председателските избори, на прагот ни се локалните избори. Од 85 општини, ако од тие земеме дека барем половината од нив или еве една третина се од оние поголеми градови со повеќе население, помал не рурално, него повеќе урбани, од нив барем половината да ги видиме градоначалнички. Зошто не би имале жена градоначалник на Скопје, зошто не би имале жена градоначалник на 2-3, ако не на Скопје, скопски општини. Значи, ова не го говорам да бидам сватена против некого, дали бил или добар, лош градоначалник, не сакам во тоа да коментирам, но на неколку големи градови, значи Битола, Штип, Прилеп и така натаму, тоа се места каде што веќе треба да видиме, би било добро да видиме жена, и јас сум убедена дека дури и градоначалничката функција многу подобро ќе обавува жената. Она сето што го говоревме сега, навраќајќи се кон минатото, на традицијата, на нашата свес, од аспект на жената што го повеќе е посветена. Мислам дека баш градоначалничката функција многу повеќе би лежала на жена, се разбира, жена која што има способности. Сега, значи, на почетокот мислам дека расчистивме дека не говориме по секоја цена жена. Зборуваме за жени кои што се квалитетни, за жени кои што можат и умеат да обавуваат вакви функции. Значи, иако во моментот имаме жени, извинете ве прекинав, кои што се заменици, министри, кои што се државни секретари, меѓутоа, знаете, имам впечаток дека тие посветено работат во позадина, не се толку видливи, како се во сенка. И тоа е една карактеристика, би рекла, општо за жените на Балканот, дури кога разгледував компаративно во едно истражување, беше прикажано дека жените на Балканот се поподготвени да ги вршат позициите на заменици, државни секретари или позиции кои што не се така истурени. Но тука е клучниот проблем, кога имаат потенцијал да ја вршат работата во позадина, зошто да не бидат на носечка позиција. И да, ќе се согласам со вас, апсолутно дека не по секоја цена и не затоа што сме жени, туку затоа што исполнувате критериум квалитет. Знаете, колешка, во позадина може и сива еминенција да се виде, па тогаш тоа е уште помоќно од истурената функција. Не е лошо. Да. Добро, малку. Како би изгледала политиката доколку жените добијат повеќе раководни функции? Говорам во Македонија. Па не знам, веројатно би била со посветеност на повеќе прашања кои што ги засегаат жените или кои што сакаат да ги унапредат, затоа што жените често се водат од оној внатрешен инстинкт, па сакаат малку повеќе тие што се родово сензитивни практики да бидат имплементирани. Верувам дека би придонеле за да може да унапредат делот од правата. Гледам дека во моментот има голем број иницијативи кои што потекнуваат од жените. Една од нив за која што се собираше потписи беше продолжено породилно отсуство. Иако гледаме дека низ низа законски решенија имаме подобрување на статусот на жените, секогаш може и подобро. Значи, ако гледаме историски наназад, еве конкретно ако го земеме за пример клубот на жени пратенички во
Собранието на Република Македонија е иницијатор на голем број на законски решенија кои што се донесени, како што е Законот за еднакви можности на мажите и жените, за спречување и заштита од дискриминација, за семејство, иницијативи од типот на зголемување бројот на шелтер центри, прибирање на средства за лица жртви на семејно насилство, трговија со луѓе на кое што главно жртви се жените, бесплатни ПАП тестови, прегледи на дојка, значи воедно би спомнала овде и дел од политики кои што се како стимулации за жени кои што родиле трето или четврто дете. Значи, ако видите, имаме низа на родово сензитивни политики, би рекле, кои што се имплементираат во домашното законодавство. Прашање е како се одвива нивната реализација на терен, до кој степен се имплементираат, има значително добри ефекти, но кога би имале повеќе жени, посебно на одлучувачки позиции, верувам дека овие политики би движеле во таа насока да имаме уште подобри права кои што би оделе во прилог на жените. И сега овде постои исто една дилема која што стално ја поставувам во битката за еднаквост. Дали значи дека да се биде еднаквов треба да барате посебни права кои што ќе ве штитат за да може да ги добиете како одредена привилегија, или битката да се биде еднаков е секогаш да ги имате истите права како што ги имаат и мажите. Веројатно една од дилемите која што станува отворена за некоја нова дебата, затоа што во битката да бидете еднакви не значи дека треба да бидете привилегирани. Ние сме во случајот во битката за правата и за овие законски решенија, кога зборуваме за низа привилегии кои што жените ги имаат, но од друга страна пак ги оправдувам затоа што жените имаат една посебна улога, тоа е секогаш да бидат посветени на семејството, без да алудирам дека сопрузите се помалку посветени на тоа, но како жени, како мајки, како сопруги имаат малку поинакви чувства во однос на овие прашања. Малку поголема улога. И поголема улога, да. Особено во делот на мајчинството, чина. Ваш коментар на ова, односно, како би изгледала македонската политика доколку имаме жени политичарки повеќе од мажи, жени на раководни функции? Па, насамито да не се повторуваме, значи многу тоа го експлоатиравме и јас и колешката, дека многу е важно која жена на која функција ќе се најде, но во секој случај би било добро. Ако ништо друго и да не се повторувам, нели сега, но и начинот на размислување кај мажите и кај жените многу пати е различен. Приодот кон одредени прашања, решавањето на одредени прашања, носењето на одлуките. Може би жените некогаш и побрзо можат да донесат мајчинството што го имаат, нели, заштитното во себе, побрзо можат да донесат одлука кога што е потребна во таква функција. Значи, убаво би било да би имало по-различни начини на размислување, секако кога во политиката би имали повеќе способни жени подготвени да работат. Значи, може таа да биде и способна, може да биде и паметна, но многу е битно колку таа е подготвена да жртвува, затоа што, да не се лажеме, работата, особено во извршната власт, бада големи жртви. Да жртвува од своето слободно време, од времето кое што треба да го посвети на семејството, колку и за тоа е подготвена. Доколку има такви жени кои што се подготвени тоа да го работат, од друга страна навистина и поседуваат сите оние други квалитети кои што треба да ги имат, и политичкиот сенс, и сенсот за економија доколку е во тие сектори и така натаму, баш мислам дека тоа ќе води кон прогрес. Во никој случај не би, ако не многу би било во позитивна смисла многу подобро, но не би било во негативна во никој случај. Така. Тука правиме уште една кратка пауза за реклами и се враќаме во завршниот дел од емисијата. Почитувани, останете тука. Така, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Би сакала за крај од овој разговор, од оваа вечерашна емисија, се собравме 3 жени. Дебатираме за учеството на жените во политиката. Треба ли оваа тема да остане исклучиво женска? Па, ако гледаме според квотите, не би требало, и еве ние овде не ги почитуваме квотите, би требало од 3, нели, барем еден да беше маж. И тогаш ќе беше во согласно со ова се што го говоревме. Се шегувам, значи, многу јасно дека за ова не треба да говорат само жените.
затоа што ние на оваја планета нити живееме одделно мажи од жени, ние живееме заедно, значи и мажите и жените, делиме исти судбини, да речеме, еве сега на еден помал простор овде, во Македонија ја делиме сите судбината на нашата земја, се соочуваме скоро со истите проблеми што се соочуваме и жените се соочуваат и мажите со она што е секојдневие, борба за екзистенција, за унапредување и така натаму. Затоа мислам дека кога се говори за овие теми, подеднакво треба да има учество и на мажите. И мажите и жените во никој случај не треба да се чувствуваат како ривали, значи само поради тоа што е жена, туку напротив како успешни соработници кои што се подготвени заеднички да ги решаваат проблемите на граѓаните, бидејќи зборуваме за жената во политиката, затоа многу често ги спомнувам и народот и граѓаните, затоа што тоа е и целта, нели, да ги решаваат заеднички проблемите на граѓаните. Заеднички, а кога треба нешто заеднички да се работи, треба и заеднички да се говори на таа тема, затоа што само преку диалог можат да се решаваат работите во општеството. Се друго, испратени пораки, нели, еве како сега ние, нели, седнати жени, говориме и ги праќаме пораките, но би било добро кога би имале тука и представник маж и да видиме како тој гледа на сите овие работи, па можеби не се сложува со се, можеби и ние не ги носиме баш најправите заклучоци. И затоа кога има спротивставени ставови, спротивставени мислења, тоа води кон прогрес. Се друго, кога ќе седнат само истомисленици, тогаш таа е добра дебата, но не води кон прогрес, нели? Дебатата се сведува на поддржување, афирмативност и така натаму. Ова е добра идеја, наредна дебата ќе направам само со мажи гости и тоа ќе говориме за правата на жените. И тоа би било добро, и тоа би било добро. Да, точно. На мажкиот свет. Така. Секако дека дебатата не би била комплетна и не е дебата кога водиме разговор помеѓу жени, особено поради тоа што сме на иста линија во поглед на застапување на женските права. Би била многу посрекна доколку во дебатата имаше мажи или доколку истите тие дискутираат. Овој пат се чини дека ние споделуваме само наши ставови и мислења, но за среќа досега во историјата на Македонија имаме позитивни примери каде што и мажите кога одлучувале имале слух во одредени женски прашања, што не тоа значи дека треба да ги охрабри жените и понатаму да работат упорно, посветено и на афирмација на прашањата кои што ги засегаат. Јас сум за тоа секогаш да имате критичка мисла која што ве следи, едноставно ве освестува до каде сте, можеби и жените бараат премногу кога е во прашање позитивни и афирмативни мерки кои се однесуваат на правата на жените, затоа е добро да имате и мажи кои што до некоја мера се разбира доколку се конструктивни би дале еден избалансиран пристап во однос на сите овие родови прашања. И можеби најоптимистички би било на законска одредба која што вели дека помалку застапениот пол треба да е присутен, бидејќи не стојат мажите или жените, кога имаме веќе квоти во листа, секогаш велат 40 или 30% застапеност на помалку застапениот пол во идеални услови, значи би можеле нештата и да се сменат, односно мажите да бидат помалку застапениот пол, но не во ова време, не на ова место како што стојат работите сега. И јас искрено би била среќна доколку родовите прашања не би биле толку високо на агендата, односно би постојала веќе култура да се прифатат како нормален дел од политичкиот живот кај нас, односно без оглед на тоа дали е маж или жена политичар на чело на државата, да води подеднакво грижа за родово сензитивните прашања. Да се надеваме дека тоа ќе се промени и дека ќе стане реалност. Ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам дека одговоривме на многу прашања, начнавме и многу теми, но и проанализиравме многу дилеми кои постојат во јавноста. Ви благодарам уште еднаш, вам почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Во продолжение следува последниот информативен блок вечерва со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Пријатно од мене.